Почитувани гости, драги колеги, професори, представува посебно задоволство, чест, огромен предизвик денес да ви се обратам од ова место, од оваа говорница, посебно после сите слушнати работи во првиот дел од програмата и прекрасната презентација и преглед на професор Шендова, кој што се однесуваше на првите моменти на градењето на постземјотресното Скопје. Нашиот институт ИЗИС и нашето Скопје се нераскинливо врзани и заедно растат веќе 58 години и мојата идеја беше низ овие неколку слајда во наредните 10 минути да се обидам да ви прикажам што ние придонесовме и како се обидовме да придонесеме во градбата на Скопје и во креирањето на Скопје како сеизмички отпорен и сигурен град. Многу слушнавме за моментот на земјотресот, ја разбравме неговата катастрофа, неговата димензија како катастрофа, бројките кои што ни укажаа дека повеќе од 80% всушност од капацитетот на Скопје бил уништен во само еден краток миг. Научивме за огромната солидарност која што помогна да се изгради градот, а во тие рамки на иницијатива на тогашната власт државна, како и со подкрепа на Обединетите нации, беше формиран и Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија 1965 година. Неговата првична мисија и цел беше всушност да помага во обновувањето, односно реконструкцијата на разрушеното Скопје, зашто на вистина во 68 година доби признание од град Скопје, престижната 13 ноемвриска награда со цел да се изрази благодарност за целиот напор кој што институтот го вложи во првите години во постземјотресната обнова на градот. Понатаму, растејќи низ 58 години во текот на неговата историја, мандатот се промени, доби нови, покомплексни димензии, но секој пат идејата и водилката беше всушност придонесот кон градењето на сеизмички сигурна околина, сеизмички сигурен свет за живење на нашите граѓани. Самиот институт ИЗИС е организиран во 6 различни оддели, сите со своји посебни специфики и многу карактеристични и специфични научни домени на работа, кои што низ неговите 58 години на растеж и развој се канализира во битни придобивки кон градењето на сеизмички отпорно општество. Институтот беше тука, и секој пат ќе биде да помогне во правец на градење, односно споделување на научно-истражувачка работа, образовна, применувачка дејност, во подкрепа на институциите, владите, регулативите и системите во борба против катастрофите, природните катастрофи и земјотресите, во развојот, подобрувањето на постојните технички прописи за проектирање, со експериментални истражувања, лабораториски истражувања во развој и потврдување на нови технологии, концепти, идеи, во подигање на свеста, јавната свест, дека ние сите живееме во земјотресно подрачје регион и треба да сме спремни да се справиме со таа катастрофа. Предходните говорници, посебно во првиот дел од програмата, веќе доста зборуваа за постземјотресното Скопје и неговиот растеж. Јас тука сакам да потенцирам како ИЗИС ја одигра својата улога и како придонесе во тие години на развојот на Скопје како град сеизмички отпорен низ неколку различни хронолошки периоди. Професорката Шендова потенцира што се беше изградено, санирано, зајакнато. Тоа е еден неверојатен опус кој што опфаќа различни категории на објекти, почнувајќи на општествено значајни објекти од типот на МАНУ, нашиот универзитет, Македонската радиотелевизија, соборниот храм, зградата на владата, цели градски населби чии што проекти, ревизии, консултантски услуги, експертски и експериментални истражувања се реализираа од наши колеги, сега веќе и пензионирани и се уште вработени на ИЗИС, и на таков начин никнаа сеизмички сигурни градски населби, Портавлаe, Карпош, аеродром, градски зид, железара или изразено низ бројки преку 130 стамбени
објекти беа анализирани, ревидирани и целокупното знаење, експертиза и професионализам на нашите кадри беше вградено во нивната сеизмичка сигурност и безбедност и подкрепени со повеќе од 40 експериментални теренски тестови на лице место со цел реално да се согледа однесувањето на овие објекти при услови на идни земјотреси и да се помогне во развојот на сеизмички отпорен град. Не смееме да ги заборавиме објектите од културно-историско значење со кои што нашиот град се гордее и се негов белег, во кој што исто така издаде свој придонес во нивната санација и реконструкција на секое поле, подкрепено и со значајни експериментални испитувања и реална имплементација на новите технологии. Понатаму, од современието на Скопје, не можеме а да не ги истакнеме значајните јавни објекти во кои што ИЗИС учествуваше по пат на проектирање, ревизија, консултантски услуги, објекти од типот на Собранието на Република Македонија, Министерство за транспорт и врски, Црквата Света Богородица, понатаму Уставниот суд, Мостот Око и така натаму и така натаму. Можеби ќе ми дозволите секунда само да го одбележам процесот на зајакнување на нашиот законодавен дом, кој беше на вистина голем предизвик и во кој што ИЗИС го вложи целото свое знаење и умење, за да во ниту еден момент не биде прекината функционалноста на Собранието. Во современието на Скопје значајни објекти во кои што даде придонес нашиот институт, секако се и Македонската филхармонија со свој спектакуларен објект, го спомнав Уставниот суд, Пет центарот, понатаму големи модерни комплекси од типот на Джеваир, од типот на Лимак, кој што се одлика на секоја голема светска метропола и со која што нели Скопје веќе може да се гордее. ИЗИС имаше огромно и се уште има голем придонес во реализацијата на последниот комплекс Лимак, како во ревидентските, консултантските услови, така и во низата на експериментални истражувања со цел обезбедување на потребна сеизмичка сигурност. Многу специјални објекти кои што се lifetime, значи се градат еднаш во животот, исто така поминаа низ рацете на нашите експерти. Тоа е милениумскиот крст на Водно, Антенската кула, за која што се спроведоа и многу експериментални тестови, беше посебен предизвик во нашата лабораторија за динамички испитувања. Во периодот некаде од 90-тите години во интернационалната декада на Обединетите нации за справување со природни катастрофи, Скопје беше избран како еден од 9 градови пилот, во кој што се реализираа пилот студии со цел на изработка на различни земјотресни сценарија и изработка на план за управување со ризикот и акцијски план со приоритетни мерки за ублажување на последиците од вакви катастрофални настани. Овој проект во рамките на Обединетите нации исто така беше имплементиран од страната на нашиот институт. Неодминлив е нашиот придонес и на нашите експерти и професори во креирањето, односно препознавањето и дефинирањето на вистинското ниво на сеизмичка опасност преку изработени карти на зонирање во склад со актуелните европски прописи за проектирање на конструкции, на кои што сме посебно горди и кои што се дел од националниот анекс за проектирање на сеизмички отпорни конструкции во нашата земја. За среќа, таков катастрофален настан како земјотресот од 6 не се случил, но затоа имавме мал подсетник во 2016 година на кој што ИЗИС со сите своји сили, знаења и капацитети одговори и учествуваше во брзата проценка на преку 600 објекти со цел да се дозволи или не се дозволи или се помогне нели за враќање на функционалноста на стамбените објекти по овој земјотрес. Нешто на што нашиот институт е посебно горд и сметам дека навистина има врска со градењето на сеизмички отпорно Скопје и сеизмички град отпорен општество е процесот на едукација, образование и тренинг. Многу студенти, домашни, странски поминале низ нашите училници, 213 магистри на наука од областа на земјотресно инженерство и 60 доктори на наука, од кои што големиот процент го канализираат своето знаење
токму во својата секојдневна работа во градот Скопје. Препознавајќи го капацитетот на нашиот институт, некаде уште во почетокот на 2005 година, а подоцна и во поширок размер во 2013 година, ИЗИС доби мандат од државата за еден многу комплексен проект наречен Мислење за проектиран и изведен степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на сите новопроектирани објекти на територијата на нашата држава. Со целото свое знаење, одговорност, капацитети и експертиза, ИЗИС со преку 30 своји тимови влезе во овој предизвик и успешно одговара веќе 10 години, при што како резултат, значи низ системот се поминати повеќе од 21.000 објекти за кои што се изготвени мислења за проектирана стабилност, сеизмичка стабилност и повеќе од околу 2000 мислења за вкупно околу 4000 мислења за изведената состојба на и сеизмичката стабилност на изведените објекти на територијата на нашата држава. Во тој контекст, а гледано во рамките на нашиот град, во Скопје беа изработени преку 5779 мислења за проектирана стабилност и некаде нешто помалку од 1000 мислења за изведена стабилност во тек на градба и по изградбата, што на ниво на целиот проект представува некаде околу 20%. Со оваа своја активност ИЗИС на дневно ниво придонесува постојано во градењето на сеизмички отпорен град, хуман град, град во кој што сите ние и нашите деца се надевам ќе сакаат да живеат. На крајот само кратко сакам да се осврнам на кампањата Градиме издржливост, која што беше неколку пати спомната и од претходните говорници во првиот дел на програмата, а која што кампања всушност представува наш неодамнешен придонес кон градењето на свеста за земјотресите и градењето на сеизмички отпорно Скопје. Кампањата е замислена и се реализира во 3 столба: сеизмички скрининг, отворени лаборатории и едукативни работилници. Денес присуствуваме на последниот дел од таа кампања, тој е овој завршен настан. Веќе слушнавме од претходните говорници, беше истакнато значењето на ваков еден организиран и временски дистрибуиран настан во повеќе од неколку месеци, преку проценка на сеизмичката, преку брз сеизмички скрининг, односно брза процена на сеизмичката сигурност на 3 значајни објекти во градот Скопје: МАНУ, Македонската радиотелевизија и музејот на град Скопје, а се со идеја да помогнеме и да покажеме како треба да се работи за да уште повеќе го издигнеме степенот на сеизмичка сигурност на нашиот град, имајќи предвид со колкав е процентот на постојни конструкции кои што екзистираат во градот Скопје. Не помалку значајна беше серијата на отворени денови во нашите 4 лаборатории, за кои што имавте можност да видите и низ филмовите кои што беа проектирани. Тука сакам да се заблагодарам на нашиот поддржувач КНАУФ, кој што го помогна овој настан. Последниот во синергија со Градежниот факултет во рамки на обележување 60 години од Скопскиот земјотрес, а со цел, со идеја едни вакви на прв поглед комплексни, екстремно стручни и не толку многу јасни капацитети истражувачки да се доближат до нашата јавност, до нашите граѓани, нашите ученици, студенти, колеги, инженери, дипломати, со цел да се помогне, да се направи мостна соработка и отворени партнерства во понатамошната наша соработка за градење на сеизмички отпорно Скопје. Огромно е значењето во правецот на подигањето на јавната свест, на кој што ИЗИС работи и ќе работи континуирано. Ќе ги видите бројките, повеќе скоро 500 млади од различни старосни категории, градинки, средни училишта, основни училишта, беа дел од овој процес. Се обидовме преку нашите млади амбасадори, младите колеги, асистентите, вонредните професори, со презентации, со нагледни средства да го доближиме овој природен феномен до младите и да помогнеме и да ги научиме како од него може да се заштитат. На крај би сакала да завршам само со една искрена благодарност кон сите генерации
на експерти, професори, колеги, инженери, техничари кои што поминаа на ИЗИС, кои што се уште на ИЗИС и кон апел на идните кои што ќе дојдат да продолжат да чекорат по овој пат, бидејќи на нас стои огромна општествена одговорност. Ви благодарам на вниманието, да се сеќаваме и да не заборавиме.